Добар ден, криптоентузијасти. Повторно гледате едно од видеата на CryptoGamedia, каде што денеска ќе разговараме за privacy coins, односно ова е она тема за која што вие гласавте дека сакате да гледате прва. Оние останати ќе ги гледаме во следните видеа според вашите гласови, значи највеќе имаше privacy coins, затоа и прво ќе пристапиме кон работење на оваа тема. Пред да продолжиме, како што гледаме, ова е 11-тото видео од вкупно 16, значи сме веќе скоро во последна третина од целата овој проект. Би напоменал уште еднаш, значи многу е добро за сите оние кои што го следат нашиот канал да поминат преку сите овие видеа, значи направени се со главна цел за вие да научите кои се главните категории во криптосекторот и со тоа фактички да знаете што се има потенцијал надвор и каде се блокчейн технологијата има најдено улога моментално во општеството, со тоа што дополнително може да се најдете и самите себе си во однос со тоа кои се вашите работа, хоби, занимања, значи едноставно на тој начин може многу полесно да видите каде вас би било најлесно да се интегрирате во генерално блокчейн секторот. Со тоа што денеска, како што рековме, ќе разговараме за недетектирачки или privacy coins, тоа би било практично превод во нашата држава, значи би било коини кои што не може да бидат детектирани. Нивната технологија е направена со цел да не може да се утврди кој ги користи, значи сега ќе навлеземе во дефиницијата и во се. Сега, пред да продолжиме понатаму, јас би сакал да ве замолам нормално, значи како мала поддршка на каналот, како и досега, доколку не ви е проблем, значи гледаме дека имаме отприлика околу 35% од луѓето кои што ги гледаат нашите видеа, кои што не направиле субскрипција, значи на тој начин ни помагате и нас, но помагате и на оние кои што се уште не успеале да видат дека Македонија има канал за криптовалути. Значи, како да ви објаснам, ние можеме само толку да направиме за да расшириме оваа тематика во Македонија, затоа ќе мора малку да побараме помош од вас. Односно, доколку не ви е проблем оние кои што не ја направиле субскрипција, се што треба да направите е само да направите субскрипција на нашиот канал, како YouTube алгоритмот би можел да го подели ово видео со повеќе луѓе од Македонија, затоа што знаете и сами има одредени преференции кои што YouTube алгоритмот ги следи и кога ќе го направиме ова како да речем лајкови, субскрипции на одредени видеа, помага на алгоритмот да го пласира како геотагинг каде треба да го пласира ово видео и на тој начин да го сподели со повеќе луѓе од Македонија, што е и целта на овој канал. Значи се што бараме од вас се за возврат за сето ово што моментално го правиме, да ни помогнете со мала субскрипција и со евентуално лайк, шер, некој кој што сака да го види нашиот материјал, би бил многу благодарен доколку може да ни помогнете со тоа. Денеска ќе разговараме, како што рековме, за privacy coins. Значи можеме да се вратиме на темата, односно анонимни коини, кои што, значи, според дефиниција, представуваат коини во кои што не можеме да видиме ниту еден дел од целата трансакција. Значи, знаете како имаме трансакција нормално во која што имаме праќач, примач, праќачот треба да направи подпис, значи на самата трансакција за истата да може да проложи, односно вие да одобрите дека дел од вашето портфолио ќе биде пренесено и пратено на друга адреса. Примачот исто така, значи нели треба со својата јавна адреса да дозначи дека ќе ги прими овие коини и истите да се најдат на неговиот баланс, односно на неговиот новчаник wallet. Сега, чисто за да видите како прилика тоа изгледа помеѓу нормален блокчейн, кој што нели транспарент, односно видлив, и невидлив, односно недетектирачки блокчейн. Значи, која е разликата? Во нормален блокчейн сега, значи да се разбереме. Privacy coins се исклучиво група на коини кои што имаат посебна технологија која што прави да не може ниту еден детаљ од целата трансакција да биде виден. Значи едноставно вие не знаете ни дека има трансакција. Дури да знаете, ништо од таа трансакција не е видливо. Значи како тоа изгледа кај нормален блокчейн? Кај нормален блокчейн имаме транспарент леер, односно самото ниво на кое што се случува трансакцијата е видливо. Каде што имаме праќач, кој што има сопствена адреса, потоа имаме подпис кој што доаѓа од самиот праќач, кој што дозволува инпут во оваа ситуација би било внес фактички во значи на трансакцијата на output, каде што уствари представува јавната адреса на примачот, значи тоа е уствари неговата адреса, и на тој начин со овој подпис практично дел од портфолиото на праќачот се прима преку се праќа преку трансакцијата до примачот. Значи тоа е како изгледа нормална трансакција, во која што значи јавноста на самиот блокчейн леџер помага во тоа да можат сите овие, значи како што можеме да видиме податоци за самата трансакција да бидат видливи. Значи ако се сеќавате, ние разговаравме, постојат посебни компании кои што исклучиво работат на
на следење на овие трансакции, односно да речеме доколку има било каков тип на хак или нешто украдено, на тој начин фактички преку овие видливи податоци и нели самиот леџер како книга на трансакции ќе може да се следи каде тие средства исчезнале, каде отишле, на тој начин може да се флагираат, односно да се стави посебен, да речем, дел на кодот со кој што може да се следат каде овие средства одат и слично. На тој начин многу поедноставно е да се утврди, например, од одредена кражба кој ги земал овие пари. Така, значи што многу лесно се случува, значи досега скоро и да не постои голем хак во кој што успеале да избегаат со парите, затоа што блокчейн технологијата генерално е public ledger, односно е јавна книга на трансакции која што секој може да ја следи, а оние посебни компании кои што исклучиво работат со следење на трансакции многу поедноставно и професионално го прават тоа. За разлика од овие, значи ова се скоро сите што ги познаваме проекти, значи постои посебна група на проекти кои што работат исклучиво на приватни трансакции. Каде што? Значи, за разлика од сите овие податоци кои што ги видовме овдека имаме праќачот, значи воопште не се знае дека е праќач. Значи дури да ги гледате трансакциите кои што поминуваат на самиот леџер на Zero Knowledge Security layer-от, значи тоа е уствари за разликата помеѓу Transparent layer и Zero Knowledge, каде што уствари представува Zero Knowledge би било нула знаење, значи сигурност на нула знаење, односно нула знаење се однесува на тоа дека нема ниту еден податок кој што е познат за целата трансакција и можеме да видиме. Значи на место праќач имаме практично shield asset би било заштитено лице во преводот би било. Потоа input, односно во моментот каде што имаме подпис, значи лицето кое што го праќа не мора да има подпис, има посебен механизам во овие Zero Knowledge Security layer кој што наместо подпис дава валидност на трансакцијата која што е започната од страна на праќачот. Наместо примач, значи не постои јавна адреса, затоа што знаеме и сите дека јавната адреса е без, значи и да дадете на некого, тоа нема да ви направи никаква штета, односно што ако имаат вашата јавна адреса, може само да ви пратат, не може ништо да ви земат. Овдека ниту јавната адреса не е, значи позната, не може да се види, позната е само на лицето кое што праќа. И тоа е позната само затоа што значи имаат помеѓу себе договор во кој што ја доставува јавната адреса до лицето кое што праќа со цел да ги прими овие средства. Дури и средствата кои што ќе стасаат кај лицето кое што примило не се знае од кого дошле. Значи, дури и лицето кое што ги прима средствата не може да биде 100% сигурен дека доаѓаат од лицето кое што ги праќа средствата, освен по, да речем, самата количина. Значи, доколку ние сме се договориле да ми пратите 100 Monero, но јас сум се договорил, например, со други луѓе да ми пратат 150, 200, 300, единствено по кое што можам да знам од кого ми пристигнале средствата е според количината. Значи, воопшто не пишува од кој ви ги пратат тие средства. И многу битна работа која што овдека не е запишана е дека дури кога се праќаат трансакциите, вие не знаете колку се праќа, затоа што овие искусни компании, например, кои што работат со следење на трансакции, они можат да ги следат според количината, значи во однос на тоа колку Monero е пратен, например. Но во оваа ситуација со технологијата е направена така да не може дури ни тоа да го следат, значи дури не се гледа ни колку средства се праќаат. Значи дека ниту еден податок не е јавен во однос на тоа што се праќа. Сега секој од овие коини кои што ги имаме за privacy имаат собствен механизам како тоа го прават. Сега, значи пред да навлеземе понатаму, морам да ве предупредам. Значи Monero и Zcash се оние два проекти за кои што ќе разговараме денес, кои што имаат најсовршена технологија за праќање на private coins, значи едноставно да нема никаков знак на информација за тоа кој каде и што праќа, но FATF моментално работи длабоко на искоренување на овие privacy coins, со тоа што можеме да видиме дека споради притисокот на FATF, значи ова е од 2020 година, септември, каде што ги информираат сите држави за црвените знамиња, односно црвените, тоа би било практично маани, односно како коините може да се користат во перење на пари и во финансирање на тероризам. Затоа што значи, иако 99% од луѓето кои што ги користат овие коини, ги користат само затоа што сакаат приватност. Значи, приватност е нешто што треба да биде загарантирано. FATF моментално алудира на тоа дека секој што ги користи овие коини е потенцијален перач на пари или потенцијален финансиер на тероризам. Значи, имајте го тоа во предвид. Проблемот каде доаѓа? Што можеби не може да изследат вашите трансакции, но може да видат дека на вашиот волет моментално пристигнале средства од Monero или некогаш сте имале Monero или сте пратиле Monero, значи било каква поврзаност со privacy chain
било каква поврзаност со било кој од овие проекти кои што имаат ваков тип на работа, автоматски ве прави потенцијален, значи на некој начин престапник. Ви го кажувам ова затоа што моментално FATF нема право вас да ве престапи или да речам да ве уапси или да ве да ве обвини, но FATF моментално ги принудува сите играчи во светот, значи вклучувајќи ги државите и нивните законодавства, како и дополнително вклучувајќи ги менувачниците. Значи менувачниците се моментално главниот играч затоа што истите водат, знаете, значи поради препораките на FATF, менувачниците почнаа да водат сметка за тоа кој каков тип на средства поседува, сите трансакции се моментално следени, затоа што доколку тоа не го направат, менувачниците ќе им биде забрането да работат во одредени законодавства. И тоа самите големи менувачници никогаш не би си го дозволиле, затоа истите соработуваат моментално со FATF преку неговите препораки. Затоа што во спротивно, значи веднаш ќе добијат бан прво од сите западни држави, затоа што тие работат заедно. Сега, каде е тука проблем? Значи, доколку си дозволите на вашиот волет да имате Monero, голема е веројатноста дека поради ваквиот тип на законодавство кое што притискаат да биде применето од FATF, еве сега ќе ви покажам, значи FATF директно алудира на овде. Значи Red Flag Indicators Related to Anonymity. Каде што самите кажуваат дека поради тоа што постојат одредени VA се виртуални валути или значи во случајот виртуални валути се однесува на самите assets, virtual assets, уствари би било превод на VA, кои што се уствари самите проекти кои што работат со privacy, односно со приватност во случајов. Значи еве чисто да ви покажам. Значи овдека се значи дека еве значи кога се праќаат одредени трансакции кои што не се јавни, значи некако значи не јавни како што се моментално биткоин на централизираните менувачници, значи проблемот е кога имаме тргување преку privacy coins. Еве, тоа е најголемиот проблем. Значи овдека моментално не го гледате. Овдека исто. Значи вели, значи ова законодавство е исклучиво наменето за Anonymity Enhanced Cryptocurrencies or Privacy Coins, односно посебно наменето за овие проекти како што се Monero, Zcash и слични, кои што работат исклучиво со значи криење на вашите податоци. Значи они буквално се обидуваат да ги отстранат од менувачниците и при тоа да ги направат нелегални. Значи, иако тоа не е нелегално веднаш, значи вие може да го поседувате, никој не може да ви забрани, може да отидете на Monero страната и си купите Monero. Проблемот е што, ако поседувате Monero, вие автоматски ќе ви биде забрането да работите на менувачницата. Не разбирате? Значи, на тој начин FATF моментално се обидува да ги присили менувачниците, а потоа и државите нормално, ваквите коини да бидат забранети. Односно, доколку дозвола трговија со вакви коини на сопствената платформа, како што е, например, Binance, Coinbase и слично, истите ќе добијат соодветни реперкусии, односно ќе бидат казнети, нема да може да работат во одредена држава и слично. Значи, на тој начин, проблемот е што вие се плагирате самите себе си дека во одреден момент сте имале Monero и веќе не ги интересира. Значи, тоа беше исто ситуацијата со Tornado Cash. Оние кои што следа ситуацијата со Tornado Cash, каде што било кој значи волет кој што беше поврзан со Tornado Cash, дури и да не сте пратиле, дури и само да ви пратиле од тој волет, автоматски ќе добиете бан. Сега каде е проблемот? Значи проблемот е што ако ве флагира на тој начин, значи што и да испадне од тој волет понатаму, без разлика дали е Monero, без разлика дали е Ethereum, Cardano, што и да е. Значи било каков тип на ствар што ќе се најде на тој волет автоматски е флагирана, односно е означена дека е незаконита. Се разбираме? И на тој начин може да си го загрозите целото портфолио само поради чување на ваков тип на коини. Јас не ви велам да не ги купите, ја не ви велам ни да ги купите, но ви велам да бидете предпазливи затоа што моментално FATF посебно исклучиво, значи во овој дел, како што можеме да видиме, се бори исклучиво против овие проекти со цел истите да бидат забранети и ограничени, на тој начин да се намали нивната корисност и нормално кога веќе немаме корисност, со време луѓето ќе престанат да ги користат. Значи ова е предупредување кое што го давам на сите оние кои што следат овој канал. Е исклучиво битно и ќе ве замолам да го земете во предвид затоа што ваков тип на работа на вашето портфолио дури и да не знаете ќе бидете означени
и јас верувам во догледно време ќе бидете на некој начин банирани, значи едноставно што ќе се случи. Ќе добиете, да речеме, известување од Binance дека поради тоа што сте користеле Monero, вашата работа на Binance е забранета или не може да дојдете до вашиот акаунт, а имате нешто на Binance моментално. Само затоа што сте флагирани од ваков тип на организации дека сте потенцијален терорист. Иако вие немате појма. Значи некогаш вие сте купиле Monero дури и без знаење. Значи имајте го предвид, тоа е многу битна работа. Мора да бидете исклучиво запознати со проектите кои што ги купувате. Значи тоа е еден од сегментите кој што е многу битен во овој канал. Оно што се обидуваме да ви го покажеме со ваквиот тип на категории на криптопроекти, каде што вие ако не сте знаеле дека станува збор за Monero, кој што е privacy coin, вие би го купиле затоа што вас ви изгледа примамно, например има моментално некој апдейт или нешто се случува или сте виделе например дека според техничка анализа е многу добра ситуација за купување и сте го купиле. И сега замислете сте купиле нешто поради тоа што ви одговарало во моментот, а не знаете ни што точно е и наеднаш ве блокираат од Binance и ви блокираат новчаникот со се што имате таму, само затоа што не сте знаеле што сте купиле. Значи затоа за овие ситуации е многу битно да бидете информирани целосно, за да не се најдете во таква ситуација затоа што гледате дека генерално крипто има и опасности кои што доаѓаат со самиот себе си, кои што мора да бидете свесни. И затоа, значи, работиме посебно на ова покажување на категорија по категорија, во која што, значи, ви информираме за тоа како функционираат, значи, овие категории, што содржат, кои се коините, кои нивните позитивни и негативни страни, и затоа би ве замолил, нели, оние кои што не ги погледнале видеата, да ги погледнат за да не се најдат во таква ситуација. Значи, поентата е едукација и тоа моментално го правиме ние. Сега, кога ќе разговаравме генерално за неговата идеја, зашто е тоа, нели, privacy coin и слично, значи сега моментално ќе поразговараме за категоријата на privacy coin, гледаме дека има доста, со тоа што како и во сите други категории знаете дека секогаш имаме одредени, да речеме еден или два кои што ја водат целата категорија. Во оваа ситуација тоа биле Monero и Zcash, за кои што ќе разговараме. Значи јас не велам дека другите повторно, како и сите други категории до сега, не велам дека другите немаат потенцијал, само велам дека е многу битно да го преживеат bear маркетот пред да разговараме за било каков понатамошен потенцијал за другите проекти. Затоа моментално ќе разговараме за овие два кои што се полого на пазарот и кои што до сега се докажале како најуспешните проекти во privacy коините. Со тоа што прво ќе разговараме за Monero, кој што е ERC20 токен, значи е изграден на мрежата на Ethereum. Значи Monero генерално е најуспешниот и тоа значи истиот и многу добро се држи во однос на тоа дека поголемиот дел од законодавството во светот се обидува да го уништи, со тоа што значи се повеќе и повеќе врши надградби за негово усовршување. Сега, начинот на кој што Monero го прави сето ова има, нели, како и сите други, има собствен да речам софтвер со кој што моментално, значи гледате, има на некој начин, сега ќе ви покажам овде. Значи ова се трите алатки кои што ги поседува, со кои што моментално истиот успева да скрие се во однос на сите оние кои што тргуваат со него. А тоа е stealth addresses, односно не се познава ниту пракачот, ниту примачот, ring signatures, каде што се најден начин, значи ова е тој дел со ring signatures, каде што zero knowledge proof of validity. Тоа е уствари ring signatures, кој што е технологија развиена од самиот Monero со цел вршење на подпис без при тоа давање на актуелен подпис, значи она што, нели, го прави трансакцијата да биде тајна и ring city значи ова ќе последниот дел што ви го кажав, значи начин на кој што се крие големината на трансакцијата. Односно, значи джабе сте скриле се кога може да се види на пример колку сте пратиле. Некогаш само по големината на тоа колку сте пратиле може да докажат дека еден на друг извршиле трансакција. Значи кога и тоа ќе биде скриено, односно големината на самата трансакција, имате целосно тајна трансакција фактички. Со тоа што значи идејата на Monero главно е уствари да биде кеш. Значи идејата на Monero е да биде платежно средство со кое што исклучиво само луѓето кои што работат со него ќе знаат дека се пратено на една или на друга страна и на тој начин фактички го прават, како да кажам, правилен кеш. Значи кешот по правило и треба да биде нешто што е само помеѓу пракачот и примачот, но проблемот е што на тој начин, нели, како што знаеме и до ден денеска, навистина постои ризик дека истиот ќе биде користен за негативни сфрхи, со тоа што Monero е proof of work проект кој што работи со мајнење. Мајнерите се оние кои што ги спроведуваат трансакциите и самата приватност
и Monero е комплетно децентрализиран. Значи, знаете дека Proof of Work мрежите се стварно децентрализирани и работата на майнерите го прави уште посигурен во својата децентрализација, што е, ако мене ме прашувате, многу добра работа, со тоа што Monero не само што моментално има, значи моментално можам да кажам најусовршени во privacy како технологија, значи дополнително моментално истите направија и надградба на својот privacy протокол, со тоа што, значи, нели, нормално дека и самата технологија како се зголемува приватноста, така се зголемува и усовршеноста на оние компании да ги пробиваат овие транзакции и да најдат кој каде и како успеал да направи транзакции, со тоа што ова е моментално нешто ново, дали е еден месец старо, каде што со новиот, значи нема да навлегуваме во детали затоа што значи ќе изгубиме многу време, а тоа е нешто што вас не ви е потребно. Вас ви е битно како функционира и кои се неговите сврхи, односно зошто ви е вас потребен овој проект. Додека во ситуацијата нешто што е ново е view tags, односно на тој начин се намалува wallet синхронизацијата за 30-40%, значи времето за wallet синхронизација 30-40%, што уствари оваа синхронизација на волетите е уствари времето кое што е потребно за да биде апдейтирана сумата која што е префрлена од еден на друг волет, колку што јас сум запознат, и на тој начин фактички колку побрзо се врши ова, толку побрзо ќе се појават средствата на волетот каде што вие сте ги пратили или каде што вие ги чекате. Така да тоа е една од работите кои што ги има, но нели, генерално XMR се надградува постојано. Ова е еден од најактивните проекти кои што сум го видел и истиот успева до сега, значи вешто и солидно да ги опегне сите негативни законодавства кои што моментално се закануваат на истиот, и затоа можеме да видиме по самиот market cap, значи market cap на Monero моментално е 2 билиона и 666 милиона, што е на 30-то место, кое што за privacy коин е многу голема работа. Значи зборуваме 30-то место од, да речем, топ 100 коини, каде што ова е privacy коин, кој што уствари е бркан. Затоа и велам дека како 30-то место моментално на market cap на целата листа, а бил и на многу подобро место, може да се види дека како проект е солиден и успева да се снајде, да речем, во оваа збрка каде што еден куп законодавства се обидуваат да го уништат едноставно. Сега тоа беше новото нешто што се случи, да речем, затоа и она е еден од битните сегменти кои што ви го кажувам дека мора да следите проектите да бидат активни. Значи неактивни проекти најчесто се забораваат, односно без апдејти, без партнерства, без нови вести за проект, луѓето починаат да забораваат на него. За жал, така функционираат проектите и затоа мора да го следите. Сега, една интересна работа која што исто така сакам да спомнам за Monero, значи јас верувам дека оние кои што се поискусни со интернет знаат што е Tor. Tor е посебен браузер кој што не дава никаква историја на тоа што вие моментално работите на интернет, што моментално е еден од најкористените браузери од страна на хакери. Сега проблемот со Tor е што ако сакате да правите нешто, например, ако сакате да отворите Binance акаунт, нема да ви дозволи. Или ако сакате и уопште да влезете на Binance, нема да ви дозволи затоа што на тој начин Binance се заштитува доколку некој успее да докаже дека Tor како браузер може, например, да влезе на Binance. На тој начин целата историја за тоа што некој го посетил Binance, транзакциите кои што се направени, нема да постои. Значи Tor е уствари, пак ќе кажам, не знам колку сте вие запознаени, ова е за малку поискусните со интернет, е посебен браузер кој што уствари е развиен од американската војска, кој што за цел има да не може да се следи работата ваша на интернет. Односно се што сте работеле преку Tor нигде не е запишано. И едноставно во моментот кога ќе го исклучите, сите транзакции во моментот што биле направени се избришани. Дури додека работите самиот Tor ги брише, значи вашата историја на интернет. Значи кога отварате private window, единствено што правите е да не биде запишана историјата на за оние кои што моментално користат компјутерот. Но тоа не значи дека вие уствари не оставате трага за тоа што сте правеле на интернет. Tor буквално прави да нема никаква трага од она што моментално сте го направиле на интернет. Сега зошто е тоа битно? Ваквиот тип на браузер моментално е развиван и од Monero, кој што се нарекува I2P, или идејата е да се направи браузер со кој што ќе бидете приватни во вашата работа на интернет и дека не мора да се не мора да се секирате за тоа кој ве следи што правите и како правите на интернет, што во денешно време знаеме дека може да биде многу голем проблем. Со тоа што значи ова е како работи самиот систем на I2P. Само чисто ќе ви објаснам на кратки црти за да разберете колку интересно е направено. Ова е уствари пример за обична порака. Значи да речеме дека е во ситуација се американски имиња, но нели ќе искористиме затоа што сте дадени. Значи Боб е лицето кое што праќа одредена порака, а истата треба да стаса до одредено лице Алис.
каде што мора да замислиме дека овој ланец на луѓе преку кој што поминува пораката представува интернетот, односно представува еден куп јузери кои што користат истиот I2P браузер. Со тоа што идејата е дека пораката е ставена во плик кој што уствари не е еден, туку да речеме се 15 плика. Со тоа што овие пликови, значи се пратени до следниот компјутер, каде што истиот додава пликови кои што треба да стасаат до некој од оваа мрежа, но никој од овие следни луѓе кои што ги зема сите овие пликови не знае кој за каде е и не знае кој од овие пликови навистина содржи порака. Што значи дека, например, овие 15 стигнале кај Сели, каде што се додадени уште 2, па не знам уште колку се додадени на Мол. И сега интересното што е, што вие може да најдете кој на кого што пратил, но може да најдете само една голема количина на пликови во кои што не знаете колку пораки има и не знаете каде тие пораки ќе завршат. Со тоа што тие постојано продолжуваат да скокаат од еден на друг корисник на мрежата и истите не може да знаете кој одделил дел од пликата што биле наменети за него и потоа продолжиле натаму. На тој начин фактички кога ќе продолжи целата оваа работа, на крајот Алис ја добила пораката, но истата продолжила да функционира на мрежата со тоа што постојано се праќаат различни пораки помеѓу сите овие компјутери и ниту еден од нив не може да декриптира освен онаа порака која што е пратена за него. Што значи на тој начин не можете, освен оној кој што навистина треба да види пораката, да видите кој ја земал пораката и кој ја видел и не може да знаете колку пораки на кого биле пратени поради тоа што постојано имаме огромен број на пораки пратени помеѓу сите овие компјутери, што значи дека вие не може да следите кој на кого прати порака затоа што мрежата е постојана. Значи на тој начин направиле интересна работа како да се заштитат самите себе си од било кој што би ја следел мрежата. Значи мрежата е огромна и бројот на пораки е огромен и вие фактички не може да ги видите затоа што се енкриптирани, а не само што се енкриптирани, туку се да речем 200 пораки во еден файл, кои што како такви може да бидат декриптирани само од одредени лица на мрежата. Значи многу интересно направено, сакав само да ви го покажам еден како од следните апдети кои што се обидува Monero да го направи на пазарот, а тоа е да направи посебен браузер I2P со кој што ќе понуди на луѓето да вашата интернет конекција е комплетно декриптирана и не може никој да види што уствари вие правите на пазарот. Значи уште еднаш само да напоменеме, Monero Explain многу интересно направено, значи целата адреси со кој што фактички се крие примачот и пракечот на самата транзакција. Always on privacy фактички овдека доаѓа оној момент каде што не се гледа подпис, има посебен механизам со кој што фактички едното лице ја подпишува транзакцијата со цел да биде пратена на друго лице, каде што дури лицата помеѓу себе не знаат од кого е истата пратена, значи вие она што го добивате не знаете дали е уствари пратено од оној кој што сте очекувале или од некој друг, освен по самата сума, со тоа што многу битна работа, она што е најголемиот проблем на сите законодавства, е тоа што доколку средства се променети во Monero и се внесени во Monero мрежата, автоматски и да биле претходно украдени овие средства, автоматски се губи секаква трага. Значи, доколку нешто е украдено и е сменето во Monero, и истото влегло во Monero и потоа е пратено од една на друга адреса, тоа е тоа. Значи, секоја трага што тоа што ја имале, тука завршува. Но не го забравяйте фактот дека сепак треба да влезе на Monero, а вие сте го внеле, што значи дека автоматски ќе бидете вие тој што е последен кривец на она што влегло на самата мрежа. Значи тоа е многу битно и ќе ве замолам уште еднаш имајте во предвид кога работите со ваков тип на валути, затоа што може на вистина да настрадате. И последна и најбитна работа, confidential amounts, е она што го кажувавме, дека дури да ви ги следат трансакциите, не може да знаат дали е тоа ваша трансакција, затоа што не може да видат колкава е количината на средства пратени од еден на друг волет, што значи дека нема никаков начин да го пробијат овој тип на енкрипција, што е нешто што мене ми се допаѓа, но сепак предпазливо работам, затоа што, например, живеам во држава каде што нема данок на крипто и на тој начин немам потреба од ваков тип на работа. Од друга страна, не се наоѓам во фашистички режим како во Македонија, да треба да се секирам за моите трансакции. Затоа ќе напоменам уште еднаш сите оние кои што работат со Monero, бидете исклучиво препазливи, затоа што флагирање на ваква трансакција на ваш волет може да значи замрзнување на сите средства кои што ги поседувате. Тоа не значи дека ќе се случи, но ви кажувам дека овие луѓе работат исклучиво на тоа како да забранат секаков тип на приватност и да биде се следено на моменталната криптомрежа. Затоа ќе ве замолам бидете исклучиво препазливи, значи ова се големите играчи кои што се обидуваат да
уништат се што има било како тип на приватност со цел да знаат точно кој што поседува и што прави со тоа што го поседува. Следно, за кое што ќе разговараме е Zcash, кој што за разлика од Monero, кој што е Proof of Work ERC20 токен на Ethereum мрежата, Zcash е ERC20 токен на BNB мрежата, кој што се уште е Proof of Work и кој што тоа е најновата вест која што имаме за него, иако е малку стара, значи доаѓа негде од мај 2022 година, каде што фактички со најавувањето на, значи следејќи го примерот на Ethereum и Zcash се обидува да се промени од Proof of Work Proof of Stake. Значи компанијата која што го поседува Zcash е Electric Coin Co, кој што се обидува, значи моментално прави припреми за промена на технологијата од Proof of Work во Proof of Stake, што уствари представува втор таков обемен проект кој што би направил ваква промена на мрежата, но не можеме да споредуваме со оглед на фактот дека Zcash самиот по себе има само, значи во случајов има 709 милиони, наспроти огромната количина на 200 билиони кои што ги има Ethereum, така да не би била ни облиску толку импресивна оваа промена на технологијата колку што е самиот Ethereum. Сега интересна работа што не спомнавме, сакам само да видам од кога истите потекнуваат. Значи да напоменеме дека самиот Monero како коин потекнува уште 2014 година, што е импресивно да останете на пазарот 2014 година и се уште да бидете битен коин, со тоа што во 2014 цената е негде околу $2, а претходниот all-time high од 2017 година му беше точно сега ќе видиме колку. Добро, негде над 500, значи е прилика $550, со тоа што имаше и спајк во 2021 година, кој што беше негде околу $480, но идејата што сакам да наспоменам за овој коин е истиот на вистина останал на пазарот долго, но не очекувам многу во однос на неговата вредност во пари, затоа што, пак ќе напоменам, како повеќе се движиме во, да речем, следната ера, каде што приватноста ќе биде научна фантастика, значи гледате дека се повеќе и повеќе законодавства да се обединуваат со цел да се пробие оваа приватност која што моментално ја нудат ваков тип на проекти, што значи дека ќе биде се потешко и потешко за Monero и ваквите проекти да се користат на пазарот со цел да не бидете банирани. Затоа ќе напоменам уште еднаш. Значи користењето на Monero во оваа ситуација е на ваш ризик и затоа верувам дека како такви имаат иднина, но не верувам дека има импресивна иднина во која што ние би можеле да очекуваме 50x, 100x од оно што сме го инвестирале. Затоа ќе напоменам, значи истите се долго на пазарот, на вистина се успешни, значи без разлика на се до сега успеваат. Zcash исто така од 2016 година, со тоа што нели истиот почнал со импресивна цена од негде околу $3200, $3400, $3200 и нели истиот тоа е после ISO, каде што паѓа и се, значи највисока е 2017 година цената која достигнала скоро 1000, но нели и ова е еден од оние кои што се полого на пазарот и на вистина успеале да се пробијат, значи неговото место моментално на пазарот е 65 од, да речем, 20.000 бројките кои што ги има моментално, 65 е одлично место. Значи нели се менува на Proof of Stake, што на вистина се обитуваат, значи да ја олесат работата на мрежата. Она што е интересно кој што го видов моментално за Zcash, кој што би сакал да го напоменам, е дека моментално се под напад, значи ова е нова вест, стара е само 2 дена, каде што значи интересен напад, ова е нешто што сакам да го споделам со вас. Значи, гледате колку се креативни луѓето едноставно кога станува збор за крипто. Креативноста, иако е негативна ова ситуација, мора да разбереме како позитивен сегмент, затоа што секој ваков тип на напад е нешто што блокчейн проектите се учат и знаат како да се одбранат од истото во иднината. Значи, Zcash има напад во кој што некој праќа трансакции со огромен обем на информации. Што значи дека на тој начин фактички значи овие информации треба да бидат транспортирани од еден до друг, така, иако да речем станува збор за минимална сума на пари кои што се транспортирани, доколку вие праќате постојано огромна сума на информации, гледате. Значи леџерот на Zcash кој што е на пазарот од 2016 година до јуни бил 31 гига, така. Значи до јуни е 31 гига, а од јуни до октомври истиот расте 69 гига. Значи, само поради тоа што некој моментално прави спам атак и го зголеми леџерот за 3 пати, само поради тоа што постојано праќа големи пораки со нели огромен број на податоци во истите, а нормално, значи самиот блокчейн
е децентрализиран, истите не може точно да најдат кој го прави тоа, затоа што сите значи како и Monero, така и Zcash, сите податоци се заштитени. Значи тоа е интересна работа која сакам да споделам со вас, иако истиот не делува нешто посебно на трансакциите или на самата стабилност на Zcash, значи нема да речам атак во кој што се земени пари или слично, но во исто време ваквото зголемување на самиот Ledger ја зголемува работата на нодовите и го зголемува времето за во кој што се рефрешираат walletите, односно во кој што е потребно за да може да се види кој колкава сума има на својот wallet, затоа што колку е поголем леџерот, толку е потешко за самите нодови, за самиот децентрализиран систем блокчейн да го апдейтира и да дава на сите колку имаат моментално на сопствениот wallet, што е единствената негативна страна, но ќе напоменам, ова е доста интересна работа, значи некоја буквално го прави за да го забави проектот. Значи не гледам друга сврха, но ете има луѓе што значи буквално на тој начин можеби заработуваат, не знам. Како и да е. Значи тоа беше интересно да сакам да споделам со вас. Значи разликата помеѓу ова е фактички како функционира Monero, а ова е како функционира Zcash. Значи се е исто. Shielded адрес, односно на кој праќа и кој прима, не може да се види, не може да се види кој подпишува, не може да се види колку е пратено, ништо не може да се види, единствено што средствата кои што се користат во Zcash трансакциите сепак се земаат од Transparent Value Pool, односно се користи транспарентен базен во кој што значи, имаме Zcash токени, од каде што фактички се црпи сумата која што се праќа од една на друга страна. Значи, ова го прави малку по, да речам, по-лош од Monero, затоа што овдека се е скриено, значи комплетно се. Овдека единствено што може да се види е како самиот блокчейн црпи и става назад значи, средства од овој јавен базен на Zcash токени, што е единствената негативна работа за овој проект. Но генерално како таков пак ќе кажам, значи доколку сакате и имате причина и имате потреба да го правите, значи ова се два многу стабилни проекти, истите се докажале на пазарот, чистиот е 55 моментално и тоа е она што ви го кажам. Гледате како се намалуваат од еден во следен, значи овдека стигнал негде до 1000, но во 2021 можеме да видиме дека и заинтересираноста е многу мала, значи достигнал некоја максимална вредност од прилика $309. Со тоа што се повеќе и повеќе ќе биде помала заинтересираност за ваков тип на проекти, истото можеме да го видиме и во Monero. Значи гледате како во 2017 навистина добил врв, но понатаму се помалку и помалку. Значи како понатаму ќе се движат самите bull маркети, јас верувам дека нивната вредност постепено ќе се намалува, иако можеби ќе има потреба од истите, јас верувам дека се помалку и помалку луѓе ќе ги користат со цел на значи пак ќе напоменам, овие луѓе се обидуваат да ги трнат сите privacy coins и сегаков тип на протоколи што е поврзан со privacy комплетно од целиот блокчейн и од сите финансии. Сега ќе ви покажам зошто. Tornado Cash. Значи ова е, сега не знам и дали се запознаени што представува миксер. Значи Tornado Cash представува миксер во кој што може да го направите истото што овие кои ни го прават, но со одредени валути. Значи Tornado Cash беше посебен проект на кој што вие например може да пратите еден Ethereum и истиот да го измиксате фактички како тоа изгледа. Замислете дека 5 души праќаат по еден Ethereum на Tornado Cash, значи наједноставно објаснето. Каде што на вакви миксер, значи тие се нарекуваат миксер протоколи, миксер блокчейни, каде што вие кога ќе пратите еден Ethereum и сите вие 5 сте пратиле еден Ethereum, вие фактички добивате исто еден Ethereum назад, но не знаете чиј Ethereum сте го добиле. Што значи дека секој предходен, значи секоја предходна информација за тој коин, каде бил, од каде потекнува, дали бил од хак, дали бил регуларен, дали не, се губи. Што значи дека вие фактички добивате иста количина на Ethereum, но без никаква предходна историја, значи како да е нов. Значи тоа е интересно, ако не сте знаеле што представува миксер служба, со тоа што моментално, поради тоа што ова е нелегално, значи вие на тој начин може да исперете пари, затоа што веќе се губи нивната историја, односно не може да се докаже дали тие потекнуваат од одреден криминален акт, и поради оваа причина моментално значи не е било кој орган, туку само да видам дали, значи US Department of the Treasury's Office, тоа е уствари Treasury би било тоа е уствари органот кој што ги чува резервите на Америка, го
фактички става на црна листа овој проект и директно добива, значи, криминално досие, секој кој што се не е криминално досие, него едноставно сте флагиран, како што ви кажам, че ќе бидете означен доколку сте пратиле, доколку ви пратиле, доколку имате било каква врска со Торнадо Кеш. Затоа е многу битно да знаете точно што влегувате и што работите. Ова е еден од оние примери кој што е многу свеж, значи ова се случи само пред неколку месеци, каде што, значи, секој кој што бил поврзан, дури имаше и обид за напади, каде што да речеме луѓе кои што знаат дека има некои големи волети, доволно е да пратите, не знам, неколку долари во Етериум на тој волет, вие фактички го загрозувате тој волет и тој волет веќе не може да биде користен нигде на големи берзи, ќе биде следен и слично, само затоа што добил $3 од Торнадо Кеш, а вие имате, да речем, 50 билиони. Затоа бидете ексклузивно предпазливи што правите кога станува збор за ваков тип на софтвер и на ваков тип на криптовалути. Значи, тоа е една од најбитните работи кои што ќе ви кажам денеска, посебно за овој тип на криптовалути, затоа што истите навистина имаат позитивен удел во осигурувањето на демократска иднина, вистинска демократска иднина, но тоа нема да биде дозволено од демократите. Значи, ова се оние демократи кои што велат не, ова не е за ваше добро, подобро е да не го правите тоа, за да можеме ние да следиме точно вие што правите и што поседувате. Значи, тоа е разликата помеѓу демократија и оваа демократија што ние продаваат ваквите фаци од FATF. Значи, може да видите, ова е, значи, пред да завршиме, само сакам уште еднаш да го напоменам ова. FATF, до сега сме спомнали многу пати. Тоа е организација од сенка која што буквално диригира каков тип на законодавство ќе биде направено, што ќе биде легално, што нема да биде легално, а вие не сте ни слушнале за неа. Јас се кладам дека 90% од луѓето кои што следат овој канал никогаш не чуле дека постои ваква организација која што има толку јаки ингеренции да може да кажува на земји што ќе биде следно легислатива, а што не. Доколку не сакате, ќе ве ставиме на сива или црна листа и на тој начин ќе бидете извадени од оние огромни помош од значи од самиот банкарски систем кој што ви можеле да добиете, доколку се најдете во непријатна ситуација, како на пример банкротирање на земја или некоја криза. На тој начин ве условуваат да мора да ги слушате точно препораките кои што они ги, значи препораки се ова, не ве приморуваат. Но доколку не сакате да ги прифатите овие препораки, на тој начин ќе мора да ве ставиме на сивата листа, каде што нема да добиете финансирање. Значи, тоа се случи со Малта, поради ваков тип на неприфаќање на препораки од FATF. Малта беше добри 2 години на сивата листа на FATF, каде што беа запрени фондови од Европската унија, кои што, практично треба да бидат дадени на Малта, само затоа што FATF вели, доколку не сакате да ги премените овие препораки, ќе мора да ве научиме на памет. Затоа, како крај на ова видео, би сакал да напоменам да бидете исклучиво памет, значи, до сега сите овие кои што ги работевме, скоро и да немаше некој ризичен проект, но оваа цела категорија е огромен ризик за вашето портфолио, иако нуди соодветна заштита, иако нуди потенцијален профит. Јас уште еднаш ви напоменал да бидете исклучиво препазливи кога користите овие коини, затоа што може да се случи да платите дебело за користење на ваков тип на коини, посебно поради ваков тип на организации кои што даваат препораки. Тоа е се што сакам да кажам околу Privacy Coins. Верувам дека е една од поинтересните теми за кои што сакате да бидете информирани. Нормално продолжуваме понатаму, како што видов следно ќе биде NFT Sport Coins. Негде беше или Oracles или Sport Coin. Ќе видам кој уствари беше следниот победник во однос на она анкета која што направивме на нашиот канал. Како што може да видите, се обидуваме да ве вклучиме што можеме повеќе во она што го работиме, но понекогаш кога нешто мора да биде направено во моментот, немаме време да ве прашаме дали би сакале да го гледате тоа, но кога станува збор за ваков тип на проекти, гледаме што можеме повеќе да ве уклучиме, да кажете вие што би сакале да гледате следно. На тој начин се обидуваме да бидеме интерактивни со вас. Нормално гледате дека растеме како канал, со време ќе дојдеме до момент да се повеќе и повеќе наоѓаме начини како да комуницираме со вас, да ни кажете што би сакале да гледате следно и слично. Сега за сега ова е, да речем, првиот наш чекор со кој што пристапуваме.
Уште еднаш ја се надевам дека ви се допаѓаат дополнителните содржини. Она со вестите, искрено јас мислам дека е една од поповедните работи кои што можеме да ги воведеме. Затоа од сега, како што рековме, еден ден во неделата ќе биде исклучиво техничка анализа, во кој што ќе покажеме што се случува со генерално традиционалните маркети, криптомаркетите, DXY индексот, инфлацијата, се што е битно во моментот за генералното глобално движење, додека вториот ден ќе биде вести. Сега нормално ќе мораме да бидеме флексибилни во однос на тоа кога го објавуваме и што, затоа што гледате дека се обидам да бидам што поблизу до одредени битни датуми. На тој начин, нели, го правам и самиот распоред за тоа што и кога ќе направиме во текот на неделата. Значи јас мислам дека она со вестите, барем според мене, имаше добар одзив, ќе продолжиме и понатаму да го правиме, затоа што е добро еднаш неделно да се издвојат сите вести кои што ги имаме побитни во однос на криптосферата, со цел да, значи, првиот ден е техничка анализа со која што обработуваме се што е поврзано со техничкиот дел, вториот дел е фундаментална анализа со тоа што гледаме се што е битно на пазарот, што се случува моментално, апдејти на крипто проекти и слично. На тој начин се обидуваме, нели, тој дел да го опфатиме како канал и гледаме дека во меѓувреме се обидуваме да работиме на едукација, со што моментално ова што е едукација ќе биде заменето со работа на конкретни крипто проекти кога ќе влеземе во следниот бул маркет, затоа што моментално имаме многу малку вести во однос на развивањето, затоа што сите се обидуваат да чекаат да помине овој бер маркет, затоа што нема логика да апдейтирате нешто како технологија кога никој не сака да го купи моментот поради тоа што целата економска ситуација е лоша. И нели, тогаш веќе ќе работиме на флипови, ќе работиме на тоа како да се диверсифицира портфолиото, кои проекти мислиме дека има најголем потенцијал во следниот бул маркет, но се до тоа откако ќе успееме да го утврдиме биткоин ното, потоа веќе ќе има многу повеќе работа овој канал. Сега се обидуваме да опфатиме што можеме повеќе едукација, со цел кога ќе дојде моментот на вистина да работиме на диверсифицирање на портфолио, на утврдување на потенцијал на проекти, да бидеме веќе подковани едукативно, односно да знаете точно за што зборуваме, кој тип на проекти, какој тип на категорија, нели, технологијата, техничката анализа, до тоа да го обработиме како канал, со цел и вас да ви биде полесно да може да следите работата на нашиот канал. Јас знам дека имаме доста обемна работа, оние кои што се нови на каналот, за жал ќе мора да поминат, добро би било да поминат нормално преку нашите едукативни видеа за да можат да научат точно што сме разговарале до сега, затоа што верувам дека за оние кои што прв пат се уклучуваат во каналот малку е збунувачки. Но доколку ги поминат овие видеа, јас знам дека е обемен материјалот, но тоа е за вас. Значи, вие го градите вашето портфолио, знаењето е првиот и најбитен дел од вашето портфолио, со цел да може да знаете во што финансирате понатаму, а нема логика само да ги ставате парите во нешто само затоа што некој ви рекол. Значи, многу побитно е да бидете подковани и едукативно и технички за она што го правите со собственото портфолио. Уште еднаш ви благодарам, јас знам дека многу од вас правите и повеќе од обично поддржување на нашиот канал. Ви благодарам за целата ваша поддршка и се надевам дека така и ќе продолжиме. Како што рече Падж, да го поздравам, еден од оние кои што се најверни на нашиот канал. Значи 300 спартанци во средината на бер маркетот, буквално така изгледа. Верувам дека овие 300 ќе продолжи понатаму, според тоа што најчесто прилика 300 прегледи имам на секој видео, па и тоа можам да предвидам дека тие се оние 300 најхардкор луѓе кои што навистина го следат нашиот канал. Верувајте ми, тие 300 ќе бидат и најблагодарни на овој канал кога ќе дојдеме до следниот бул маркет, но затоа потоа нормално. Сега остануваме со напорна работа и се гледаме во следното видео. Ви благодарам многу за вашата поддршка и поздрав од Криптогеймиџија.